Добре дојдовте, ученици, еден онлайн час по македонски јазик, на кој што ние ќе се запознаеме со спротивни, независно сложени реченици. Знаеме дека речениците ги делиме на независно сложени и зависно сложени реченици. Кои се независно сложени? Независно сложени реченици се сложените реченици што се составени само од независни дел реченици. Зависно сложени реченици се сложените реченици во чиј што состав има најмалку една зависна дел реченица. Ние на овој час ќе се запознаеме со спротивните независно сложени реченици, да видиме кои се. Чекаше долго, меѓутоа не дојде никој. Кучето го влечеше за ракавот, но не го повреди. Праша за Викторија, а не доби одговор. Не се смеам јас, велам, туку се радувам. Дојде, ама не разговараше со никого. Преку овие примери, ние ќе видиме кои се спротивни, независно сложени реченици. И затоа, најпрви, сакам да ми одговорите на следниве прашања. По колку дел реченици има во секоја сложена реченица? Која од речениците е поглавна? Со кои сврзници се поврзани меѓу себе дел речениците во примерите? Во врска со правописот, што забележавте кај речениците и каков однос искажуваат речениците меѓу себе? Можете да го стопирате видеото, на ливче хартија, да си ги одговорите прашањата и повторно да си ги проверите своите одговори. На прашањето по колку дел реченици има во секоја од речениците, одговорот е дека во секоја реченица има по две дел реченици. Има една со три. Вие ќе треба да откриете која е. На прашањето каков однос искажуваат дел речениците во сложената реченица? Во примерите треба да одговорите дека искажуваат спротивен однос меѓу содржините во дел речениците. Спротивен однос. На прашањето со кои сврзници се поврзани? Одговорот е а, ама, меѓутоа, но, туку. На прашањето во врска со правописот требаше да одговорите дека пред сврзниците се пишува запирка, дека дел речениците во сложената реченица се одделени со запирка. На прашањето дали имаме поглавна реченица во сложената реченица, требаше да одговорите дека нема главна реченица, дека двете се независни и се со иста важност. Ајде да видиме дали навистина е така. Чекаше долго, меѓутоа не дојде никој. Во оваа реченица имаме две реченици. Чекаше долго, не дојде никој. Во втората, кучето го влечеше за ракавот, не го повреди. Повторно имаме две реченици. Во третата реченица, праша за Викторија, не доби одговор. Две реченици. Не се смеам јас, велам, туку се радувам. Тука имаме, ако забележавте, три реченици. И таа реченица е одговорот на подпрашањето во која реченица има три реченици. Значи, тоа е реченицата. Не се смеам јас, велам, туку се радувам. И на последната реченица дојде, ама не разговараше со никого. Одговорот е дека има и тука две реченици. Дојде, не разговараше со никого. Гледате дека сврзниците сум ги напишала со црвено. Меѓутоа, но, а, туку, ама. Иако има и други. Значи, со овие сврзници ние ќе поврзуваме спротивни реченици во сложената реченица. Меѓутоа, но, а, туку, ама ќе бидат сврзници за спротивни реченици, иако има и други, како на пример ами. За правописот, прашањето за запирката, забележувате дека пред меѓутоа имам напишано запирка, предно имам напишано запирка, преда имам напишано запирка, пред туку имам напишано запирка.
Пред ама имам напишано запетка. Значи, правописно правило во нашиот јазик е дека спротивните реченици се одделуваат со запетка. Односно, пред спротивните сврзници секогаш пишуваме запетка. На прашањето дали имаме поглавна реченица или не, одговорот е дека нема главна реченица. Сите се со иста важност, сите се независни. И сега да видиме каков однос искажуваат овие реченици меѓу себе. Рековме дека одговорот е спротивен однос. Ајде да видиме дали е така. Чекаше долго. Нашиот одговор би бил дека некој дошол, така? Нашето очекување. Ама тука имаме спротивно. Меѓутоа не дојде никој. Спротивен однос. Не дојде никој. Кучето го влечеше за ракавот. Нашето очекување е го повреди. Ама имаме не го повреди. Спротивен однос. Праша за Викторија. Очекуваме одговор. Викторија е таму, Викторија е добро, Викторија го прави тоа. Некаков одговор. Ама ние не сме добиле одговор, така? Спротивен однос. Во четвртата реченица, спротивниот однос е во реченицата се радувам. Значи, не се смеам јас, се радувам. Ние можеме да се смееме, ама да не се радуваме, така? Тука имаме спротивен однос, се радувам. И дојде, не разговараше со никого. Дојде. Нашето очекување би било дружба, разговор. Ама тука немаме разговор со никого. Спротивен однос. Значи, спротивните независно сложени реченици ќе бидат речениците во кои што дел речениците искажуваат спротивен однос меѓу себе. Спротивен однос. Сега, ученици, сакам вие од примерите да определите во кои реченици имаме спротивни реченици, односно кои од речениците се спротивни независно сложени реченици. Се врати Елена и ни донесе подароци. Додека Зоран зборува, ние слушаме внимателно. Казнети се тие, туку не ја платија казната. Голема е среќата да се биде со семејството, но ретко кој ја забележува. Горди сме на нашата држава, ама не е добра ситуацијата. Велам дека се вратија вчера и веднаш почнаа да шетаат. Не слуша, ами само зборува. Во овие реченици имаме спротивни независно сложени реченици. И вие можете да го стопирате видеото, да си одговорите и да си ги проверите вашите одговори. Се врати Елена и ни донесе подароци. Две реченици. Се врати Елена, ни донесе подароци. Тие две реченици се поврзани со сврзникот и. А и ние не го спомнавме во сврзници за спротивни реченици. Значи, оваа реченица не е спротивна независно сложена реченица. Додека Зоран зборува, ние слушаме внимателно. Тука имаме две реченици. Додека Зоран зборува е првата реченица, ние слушаме внимателно е втората реченица. Тука сврзникот е додека. А и додека не го спомнавме како спротивен сврзник. Затоа оваа реченица не е спротивна. Казнети се тие, туку не ја платија казната. Две реченици. Казнети се тие, туку не ја платија казната. Овие две реченици се поврзани со сврзникот туку, а туку го спомнавме како сврзник за спротивни реченици. И затоа имаме спротивна независно сложена реченица. Голема е среќата да се биде со семејството, но ретко кој ја забележува. Две реченици. Голема е среќата да се биде со семејството. Првата, но ретко кој ја забележува. Втората реченица. Поврзани се со сврзникот но. И овој сврзник го спомнавме како спротивен сврзник. И затоа имаме спротивна зависно сложена реченица. Горди сме на нашата држава, ама не е добра ситуацијата. Две реченици.
Горди сме на нашата држава, првата реченица, ама не е добра ситуацијата, втората реченица. Повторно имаме сврзник ама. И тој сврзник не е спротивен сврзник. И затоа ќе кажеме спротивна, независно сложена реченица. Шестата реченица. Велам дека се вратија вчера и веднаш почнаа да шетаат. Тука имаме три реченици. Велам е првата, се вратија вчера втората, веднаш почнаа да шетаат третата реченица. Два сврзника. Дека и. Значи, ниту еден од нив не го спомнавме како спротивен сврзник. И затоа немаме спротивна реченица. Немаме спротивна независно сложена реченица. Не слуша, ами само зборува. Две реченици. Не слуша е првата, само зборува втората. Поврзани се со сврзникот ами, а него го спомнавме како спротивен сврзник. И затоа имаме спротивна независно сложена реченица. Ученици, значи од тука можеме да кажеме дека спротивни се речениците. Третата, казнети се тие, туку не ја платија казната. Четвртата, голема е среќата да се биде со семејството, но ретко која забележува. Петата, горди сме на нашата држава, ама не е добра ситуацијата. И седмата, не слуша, ами само зборува. Што друго можеме ние да научиме од овој час? Што е погрешно, а што е правилно? Имаше куче, али не се грижеше доволно за него. Имаше куче, ама не се грижеше доволно за него. Чекаше на вратата, али не виде кога влегоа. Чекаше на вратата, ама не виде кога влегоа. Имаме али и ама. Кој е правилно? Дали али, дали ама? Што мислите вие? Не се туркаше напред во гужвата, него си стоеше настрана. Не се туркаше напред во гужвата, туку си стоеше настрана. Не беше тажна, него само сакаше мир. Не беше тажна, туку само сакаше мир. Кој е точно? Него или туку? Ученици, погрешно е ако во спротивните реченици употребуваме него и али, кога треба да употребиме туку и ама. И затоа сакам да не ја правиме таа грешка. Кога ќе сакаме да кажеме него и али, да употребиме туку и ама, бидејќи него и али се зборови од српскиот јазик, не се македонски зборови. Сега, ваша задача е да пронајдете кои се спротивните реченици во извадокот. Снег немаше одамна, но пролетта беше рана. Тие трчаа по угорницата и од целата тишина ја слушаа само својата задишаност. Дрвото не беше далеку, но земјата беше мека и ги смачуваше чекорите, а наоколу стоеше тишината на ридот со замреноста на градот долу. Ученици, тука можеме да кажеме дека спротивни реченици се: но пролетта беше рана, но земјата беше мека, а наоколу стоеше тишината на ридот со замреноста на градот долу. Се надевам дека и вашите одговори беа тие. Сега ве оставам во добро расположение и сами да си напишете спротивни независно сложени реченици.